Добро утро, Јована, добро утро и за гостинот во студио, но и за гледачите на Македонија на утро. Токму така како што најави, утрово се наоѓаме во киното Киноверзум во Домот на културата Билјана Беличанец во општина Кисела Вода, но пред да го продолжиме разговорот со нашата соговорничка, вчера направивме анкета со граѓани за тоа кога последен пат биле во кино и која е кинокултурата и каква е кинокултурата во Македонија, па предлагам прво да ги чуеме нивните одговори. Господине, кога последен пат сте биле во кино? Ама прашање, па од кога? Па има едно 40 години. Најмалце. Имаме ли се уште кинокултура во Македонија? Култура, кинокултура не знам. И мислам дека нема. Нема. А иначе имало некоја кино во Трговски, ама кој бил, кој го видел? Сега телевизија. Пред еден месец. Да. Кој филм го гледа? Формула 1 ще искочи последен пат. Одите често во кино? Не. А имаме ли во Македонија кинокултура? Не толку, мислам дека порано повеќе имаш. Затоа што цените моментално на картите се прескапи и мислам дека мојата генерација барам не оди туку често. Дека не е исплатливо. 2023 година на филмот Барби. Така, имаме ли кинокултура во Македонија? Па смитам дека имаме, ама секогаш може да биде подобро. Не памтам. 5 години минимум има, сигурно, пред пандемијата. А имаме ли кинокултура во Македонија? Па мислам дека има некоја кинокултура, генерално кај помладите, кај постарите, мислам дека тоа е веќе замрено. Па 5-6 месеци. Да. Посетувате често филмови? Слабо, послабо, да. Имаме ли кинокултура се уште? Па нема, ги затворија. Какво кино, бре, овде нема ништо, човече. Загреота сме. Но да кажам. Мислам, ние сме добри, ама деца, за жал ми е за деца, а нема кај да идат. Порано, знаеш колку кино имаше? 10. Кино утро, кино со бојле, кино вечер. Ете така, слушнавме различни одговори од нашите сограѓани. Некои биле пред 40 години последен пат на кино, други пак пред еден месец. Во секој случај се уште живее кинокултурата во Македонија. А општина Кисела Вода по 35 години минатата година повторно доби кино што работи во рамките на Домот на културата Билјана Беличанец. Заедно со нас утрово е господја Михаила Ѓорчева. Господја Михаила, добро утро и добре ни дојдовте во Македонија наутро. Кажете ми, каков беше одзивот од публиката со реотварањето на киното овде во општина Кисела Вода и колкава е посетеноста во изминатава година? Најпрво, добро утро на сите. Ви благодарам што гостувате овде во Киноверзум. Последната година беше прилично добра година за киното, посебно за Кисела Вода. Ние отворивме во март 2024. Значи, досега работиме година и пол, имавме речиси 2000 проекции и прилично сме задоволни од посетеноста. Така. Кажете ми, кои филмови беа најгледани и најпосетувани? Постои или некаков тренд во интересот на публиката? Па ние работиме на 4 локации, работиме Штип, Велес, Кисела Вода и Свети Николи. Секој од тие кина има различни трендови. Ако зборуваме за Кисела Вода конкретно, најпопуларни беа детските филмови, со тоа генерациите до 10-11 години се над 70% од нашите посетители. Овде беше најпопуларен Опаку на опаку, вториот дел. Тоа беше во 2024 година, а сега во 2025 најпопуларни излегува Майнкрафт и Лило и Стич. Така. Каков е интересот кај младата публика? Доаѓаат ли средношколци и студенти на кинопроекции? Како што веќе споменав, ние имаме различни генерации во секое кино. Во Кисела Вода се претежно деца до 10-11 години, меѓутоа преку различните иницијативи што ги имаме со Меѓународен славјански универзитет, привлекуваме и друга публика, значи помеѓу 13 години и 35-6, таа публика е застапена во
и во Штип, и во Кисела вода, и во Велес. Така, колешката Јована праша од кога започнуваат проекциите. Имаме ли редовен репортуар овде во киното во Кисела вода? Секако, да, имаме секој ден од 18 часот, генерално 18 часот е почеток на работното време, додека за викенди може да биде и од 12 часот, зависно од филмовите кои доаѓаат. Така, господја Михаела, кажете ми, колку е прифатлива цената на билетите? Како се движат цените по проекција на филмови? Во моментов имаме студентска акција која што ја спроведуваме заеднички со Меѓународен славенски универзитет и секој понеделник нашата публика може да гледа филмови по студентски цени, значи без разлика на возраста, сите добиваат студентски цени. Во понеделник е 170 до 200 денари цената на картата, додека во другите денови се движи до 250, што сепак е една од најпристапните цени во Македонија. Така, кажете ми, како би опишале кинокултурата во Македонија? Дали се уште живее киното? Па ние започнуваме да работиме кина секаде каде што немало кино и се сметаме себе си дека на некој начин ги поддржуваме новите генерации повторно, односно да научат за кинокултурата и да стекнат навики за во кино, затоа што нели, ако сме имале места каде што киното не работело 30 години, не може да се очекува многу дека имаме редовна публика која што е навикната да доаѓа во кино. Така ние работиме со училиштата за да можеме да ги научиме децата од помала возраст да доаѓаат во кино. Да, тоа го прашувам од аспект на тоа што имаме експанзија на голем број на платформи каде што нели со одредена минимална претплата може да се гледаат филмови на интернет. Тоа е точно, меѓутоа разликата со платформите и киното е во тоа што во киното добивате нов наслов ексклузивно заедно со светската премиера. Значи, ако го чекате вие 2-3 месеци да го гледате тој наслов, во некој случај губите, нели, не сте во текстот тоа што се случува во светот, така да киното е секогаш во чекор со светските трендови. Така. И за крај на нашиот разговор, што мислите дека и недостига на македонската киносцена да привлече повеќе гледачи и повторно да стане важен дел киното од културниот живот? Па пред се на Македонија и фалат кина, за да може да ја негуваме кинокултурата. Ние работиме на многу мала територија, има многу градови во Македонија кои што немаат кино и на некој начин треба заеднички да работиме заедно со училиштата, со градинките, со универзитетите, да ги едуцираме младите дека одењето во кино е добра навика, дека со тоа се градат нашите културни навики и ете, мислам ние веќе работиме на тоа, така да се надевам дека ете ќе даде успех. Господја Михаела, ви благодарам за одвоеното време и гостувањето во утро во Македонија наутро. Благодарам и на вас. Јована, се јавивме од киното во општина Кисела вода, што работи во рамките на Домот на културата Билјана Беличанец и кој беше отворено пред година и половина после 35 години пауза.